1987 година на Маракана гостува Реал Мадрид. Капитен во составот на Црвена звезда е нашиот Бошко Ѓуровски. Емотивно се сеќава на надпреборот, на играчите и на преполните трибини, кои во еден здив се радуваа на големата победа и голот на Ѓуровски. Сонот на малиот Бошко од Македонија се остварува. Игра за омилениот клуб од детството, а сега е амбасадор на црвено-белите и го промовира фудбалот на секаде во светот. Кога ќе седам на надпреборот со Реал Мадрид и во тоа време и на Барселона и на некој дерби со Партизан, емоциите ми проработуваат, многу добри успомени. Еден детски сон, нели? Ние со Милко сме родени во село Жилечо, Тетовско, како деца навијавме за Црвена звезда и кога ќе доживиш да го оставиш својот сон, да заигра со Реал Мадрид или со Барселона, тоа се некои моменти кои ти остануваат во мислите за цел живот. Многу добри успомени. Засебно надпреборот со Реал Мадрид, кога јас дадов гол и беше пена над мене за четвртиот гол, полн стадион, 90-100 души, те носи енергијата на навијачите и стварно едно посебно чувство која, еви сега емоциите ми работат. Јас сум по природа емотивен, роден по шартанина, нели? Ние македонците сме некако печалбари, така. И сигурно тој живот печалбарски ни подарува да бидеме многу емотивни, да размислуваме за својата земја, за својата држава. Јас на 14,5 години сум отишол во Белград. Не било многу лесно да направиш еден голем успех. Сум доживел да бидем капитен на Црвена звезда и поради тоа многу ми е мило сега кога ќе дојдам мака во Скопје или во Тетово. Сум отишол за Белград и живее во интернат, не со други дечиња. Еве, тешко ми е кога седам сега, јас сум пишувал писмо на мајка ми секој ден. Не беше многу лесно и порачувам на младите да се бават со спортот. Било кој спорт, дали индивидуален или колективен, дека тој ти дава некоја чврстина, нели, да обстанеш во животот, да се бориш, да не се предаваш. Што викаат англичаните или американците, never give up. Немој никога да се предаваш. Нека работат, нека се трудат и сигурно ќе бидат успешни, ако не во спортот, на другите работи. Како некогашен селектор на нашата фудбалска репрезентација, се уште ја следи нивната работа, но огромен потенцијал гледа и во младите таленти, кои одлично се вклопуваат во младинската школа на клубот. Јас посебно ја пратам сега само репрезентацијата на Македонија. Има многу млади играчи. Морам да кажам дека во младинските селекции на Црвена звезда има 4-5 македончиња кои се многу талентирани и сакам да се заблагодарам на Ванчо Балевски кој ни донесе 2-3 деца од Македонија и често доаѓа во Белград, разменуваме размислувања и се надевам дека од овие 3-4 деца барем 20 да заиграат и ако може да постанат и капитени за Црвена звезда. За жал, сега во Македонија и во Србија младите таленти одат многу рано во странство и таму ми се губи трагот. Тоа мора да се измени. Како државата расте, така и фудбалот и спортот се развиваат. Се надевам дека во наредниот период државата или државите ќе, како да кажам, ќе бидат повеќе инволвирани, повеќе да даваат за спорт, дека луѓето кои се бават со спортот или државата ќе биде поздрава ако вложува во спортот. Ни дава можности да ги развиваме некои чувства, како што се, например, емпатија, како што е солидарност. Тоа се
čustva, to se sve osobini što ga mi se čini čovekot da bude podobar u životu. Da deli ona što ima, da deli su drugite bez razlika na rasa, na boja na kožata, na religijata. Sportot je, mi se čini, čuvar na čovečnost, čuvar na svetot. To je neko moje razmislovanje. Црвена звезда го совлада Реал Мадрид со 4-2 во мечот четвртфиналето во Купот на европските шампиони во 1987 година на минус 13 степени во Белград. Ова е доволен мотив, вели Ѓуровски, најмладите никогаш да не се откажуваат од својот сон и силно да веруваат дека можат се, доколку вистински се посветат на фудбалот.